esta noche me parece bien que Ambasador y juntos tenemos que hablar con esta película que se llama Felices. Ja sum nou sreken, esto sum denes bo prilep, biserot na Makedonia, grad na tutunot, grad na pivo, grad na шоколадот и град на карневал. Шпански зборуваше градоначалникот Илија Јовановски, а пак македонски шпанскиот амбасадор Емилио Лоренцо Сера пред посетителите на манифестацијата Викенд на шпански филм, што за прв пат го организираше општина Прилеп, амбасадата на Кралството Шпанија и Центарот за култура Марко Цепенков, преку интензивирање на културната соработка и продлабочување на врските меѓу двата пријателски народа на патот кон европското семејство, општина Прилеп ги отвора и вратите за заинтересираните потенцијални инвеститори од Кралството Шпанија. Пред 2 дена имавме економска соработка, нивната шпанска компанија Ептиса ја градеше и ја пушти во потреба пречиствалната станица во Прилеп. Ова наша соработка што трае од порано ќе продолжи понатаму во секоја смисла и јас се надевам дека амбасадорот од Кралството Шпанија ќе биде задоволен со наредните 3 дена што ќе се случува овој културен настан во Прилеп и таа соработка ќе продолжиме и понатаму. Амбасадорот Емилио Лоренцо Сера е трет пат во Прилеп. Беа проектирани вкупно 4 филмови од шпанската кинематографија, кои имаат многу успешни женски режисери. Сега ќе преминам на англиски или на шпански. Јас зборувам малку македонски, но не е доволно во моментов. Многу ми е драго што сум денеска со мојот пријател господинот Илија Јовановски, градоначалник на општина Прилеп. Ова е моја трета посета на Прилеп. Првиот пат беше во текот на меѓународниот карневал Прочка во февруари. Вториот беше исто оваа недела за отворањето на новата пречистителна станица во Прилеп, изведена од страна на шпанската компанија Ептиса. И третиот пат е сега, за викендот со шпанскиот филм во Прилеп, зашто многу се радувам на интересот кој го покажа градоначалникот за шпанската култура. Во шпанската амбасада се обидуваме да го пренесеме и прикажеме шпанскиот филм во различни градови во Македонија, надвор од Скопје. До сега тоа го направивме во Битола, Куманово и Тетово, и веќе беше време да го организираме и во Прилеп. Филмот што ќе го погледнеме вечерва, Среќни 140, е прилично смешен, на крајот дури и трагикомичен, но она што сакам да го истакнам е тоа што филмот е режиран од женски режисер, дамата Грација Карехета. Таа спаѓа во групата на најуспешни женски режисери во Шпанија. Во рамките на манифестацијата Викенд со шпански филм беа прикажани вкупно 4 филмови. Стартот беше со проекцијата на филмот Среќни 140 во режија на Грација Герехета. Беа прикажани филмовите Мојата голема ноќ во режија на Алекс Дела Иглесија, а беше прикажан и анимираниот филм Магарето на Дон Кихот во режија на Хозе Позо. Викендот заврши со прикажување на филмот Братучеди во режија на Даниел Санчес.